Разговараме со Митко Гогов од Сдруженијето за култура Контекст од Струмица, здружение кое што изминатиот период има повеќе активности на полето на културата, промоции, изложби кои што се организираат. Гогов, зборувавме претходно за некои од изложбите, но ова е веќе една традиција, серија, секој месец имаме некој нестандарден, авангарден автор кој што го изложуваме и го представуваме на струмичката публика. Имаме следна изложба, ако може малку да позборуваме за тоа кој автор и со која техника се занимава што ќе биде представен. Добар ден, Сузана. Добар ден до гледачите на ТВ канал ВИС. Да, всушност почнавме со таа неформална платформа Зид на уметноста, која планираме во текот на оваа година константно да ја генерираме пред струмичката публика. Станува збор за интересни, атрактивни, млади уметници кои не достигнуваат да бидат дел од годишните програми на Министерството за култура, но Зид на уметноста всушност е, ако земеме да правиме синопсис, односно после Стефан Јакимовски, Кирчо Арсовски и Марија Трпеска, ова сабота на 15 на Великден ќе го имаме Виктор Јакимовски со неговата изложба Небесогорие. И радо би ги поканил сите гледачи на ТВ канал ВИС. Идејата е всушност да представиме луѓе, уметници, афирмирани, дипломирани, не се what's all over, луѓе кои оставаат траг во македонската современа уметност и драго ми е дека следната сабота, односно оваа сабота го имаме Виктор со нас. Колку цртежи од прилика ќе бидат, предпоставувам дека се цртежи, не сме зборувале за овој дел, и која техника е што ќе ја видиме од Виктор? Значи, претходно одевме со цртежи, со миниатури, со графики. Овој пат одиме со миниатури работени како масло на платно. Тие се некои автентични, својствени на Виктор дела и особено ми е драго дека и јас и Бојан Хаджиев, односно собственикот на барот нагоре, кој е член на Контекст Струмица и своевиден визуелен мајстор во креирањето на тој Зид на уметноста. И имаме предизвик да создадеме една композиција од 7-18 дела, иако во суштина идејата е да бидат 12 дела. Виктор ни доаѓа со повеќе затоа што неговиот пристап е стварно има некои мали дела кои се како беџеви и можат да бидат баш земени како домашен сувенир. Виктор работи во некоја експресивна, космичка нијанса која не само мене, мислам дека и на струмичката публика ќе им биде интересно. Ќе биде ли продажна? Некои од изложбите беа продажни, дали ова е продажна или само е за разгледување? За жал ова нема да биде продажна. Виктор не сака да ги продава делата, односно делата му се планирани веќе од сега да бидат презентирани на некоја малку пообемна и поголема изложба, но никогаш не сме го исклучиле тоа. Односно, како што беше продажна изложбата на Кирчо или како што не беше продажна на Стефан и на Марија, Стефан е овде за да ни ги презентира делата. И драго ми е дека се формира некоја критичка маса која полека се доближува до тоа што сакаме да го гледаме, а за жал институциите не ни го даваат. Минатата седмица се промовираше најновиот роман на Живко Гроздановски, кој што патем беше во најтесниот круг за избор на роман на годината. Како помина таа промоција тука и ќе имаме ли следни промоции и представувања пред струмичката? Да, особено ми е драго дека после некоја стагнација од 2-3 години на Контекст, затоа што
Bear With Me се носеа со мене и членовите на Контекст Струмица поради домашната ситуација, некако и активностите на Контекст малку забавија, но драго ми е дека почнавме и со тој книжевен простор на презентации. Живко ни беше прв, односно финалист за роман на годината и според одговорите на Жил се соочи со добра публика, се соочи со добра реакција, се продадува книги и мислам дека Контекст може би и во ова ниво ќе изненадува годинава, односно дека освен Жил ќе имаме уште неколку промоции годинава, ама секогаш кога има луѓе кои читаат или луѓе кои визуелно перцепираат, убаво е да ги споделуваш работите со граѓаните и драго ми е дека има струмичани кои ја почитуваат таа навидом субкултурна, независна или авангардна уметност.